самата чест да го поканам директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, да земе збор. Почитувани присутни, драги гости, денес, во 21. век, сведоци сме на зголемено ниво на ризици од природни катастрофи и инциденти, предизвикани од човекот, кои ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Зголеменото ниво на ризици бара од земјите членки на НАТО и партнерите примена на соодветни мерки за превенција, рано предупредување и справување со ризици. Едно од најсовремените мерки кои се развиваат во полето на кризниот менеджмент во РС Македонија е имплементацијата и примената на веб-базираната комуникацијска платформа следна генерација на систем за командување и управување со инциденти, Next Generation Incident Command System или скратено наречен NICS. NICS платформата служи за просторно прикажување на податоци со цел справување со настаните појавите во реално време, при тоа овозможувајќи брза и ефикасна комуникација и координација помеѓу субјектите на системот за управување со кризи, при донесување на одлуки за ефикасно справување и истовремено целосно и вистиното информирање на медиумите и граѓаните во насока на подигање на свесност и разбирањето на ризиците. За развој и имплементација на оваа комплексна алатка потребни се многу знаења и ресурси кои РС Македонија, како останатите земји партнери од Западен Балкан, ги развива во рамки на програмата на НАТО Наука за мир и безбедност во соработка со Линколн лабораторијата при Институтот за технологија во Масачусетс од Соединетите Американски држави. Целосната имплементација на NICS ќе се реализира до крајот на 2021 година, со што нашата држава како нова членка на НАТО ќе има на располагање функционален дигитален систем за управување со кризи од најновата генерација. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите вработени во Центарот за управување со кризи, особено на стручниот тим кој што работи на овој проект и посебно до господинот Урен Весели, кој што како доктор на науки од областа на кризниот менеджмент овој проект го направи од идеја до реалност. Воедно сакам да се заблагодарам на министерот за одбрана Радмила Шекеринска, со чија што поддршка исто така овој проект станува реалност, и благодарност до Воената академија, до деканот на Воената академија, но и до сите вработени на Воената академија, кои што исто така помогнаат да се заврши оваа фаза од овој проект. Благодарам на сите. Ви благодарам, господин директор, за вашето обраќање.